Општините Прилеп и Кривогаштани се приклучуваат кон големата донаторска акција која се спроведува во повеќе градови на Македонија, а е наменета за настраданите од катастрофалните поплави во Скопско. На градскиот плоштад во Прилеп со помош на Црвениот крст од овој град се организираше хуманитарна акција на која се приклучија голем број на прилепчани, донирајќи вода, конзервирана храна и средства за хигиена. Овие луѓе што се пропастени, значи треба да се спасат. Има и жртви луѓе и поплавени и голема несреќа, ја каватене, како што видов на телевизија, тоа е за плачање. И треба да се дај. Нашиот народ треба да се зближува и да се помага, без разлика на националности. Тоа човечко. Во вакви моменти да се помогне на секој, да му се подаде рака, на секој може да му се случи и тоа. Сите да помогнат што можат. Мислам дека сите треба да бидеме хумани во вакви моменти, кој колку што можеме, било со шо на некаков начин да помогнеме. Ние сите не сме ки знае колку моćни, и нашите примања се многу ниски, ама за вакви случаи јас и моето семејство секогаш минимално, било за што да се работи, секогаш минимално колку што можеме донираме. Од општина Прилеп ги повикаа граѓаните и бизнис секторот да донира кој колку може. Во оваа прилика јас и моето семејство дониравме и се надевам дека голем број семејства, бидејќи прилепчани важат за едни од најхуманите луѓе денеска ќе го посетат плоштадот и центарот на градот да донират за настраданите на поплавите од Скопје. Заедно со Црвениот крст и локалната самоуправа ќе гледаме да отвориме во текот на овој ден и наредните денови повеќе пунктови во поголемите населби, за да можат луѓето тука да можат да донират, да не мора да идат дури до центарот на градот. За сега акцијата се одвива одлично. Уште на почетокот на отворањето на штандот, доста голем број на граѓани и бизнис секторот почнаа да ја носат веќе помошта, веќе почнаа да носат флаширана вода, хигиенски средства, бебешка опрема, односно пелени и храна. Во акцијата се приклучи и Унијата на жени од ВМРО ДПМН од Прилеп и Унијата на млади сили. Помошта која што денес Унијата на жени ја дава за настраданите лица се состои во повеќе од 1000 литри вода, пивка вода, неколку пакети конзервирана храна и хигиенски средства. Сакам да искористиме оваа прилика да упатиме апел до сите прилепчани без разлика на вера, националност и политичка припадност да покажат својата хуманост на дело и да помогнеме таму каде што сме најпотребни. Прилепската група The Hounds на плоштадот организираше и хуманитарен концерт. Се планира да биде мултимедијален настан, значи да има поети кои ќе читаат поезија, ние ќе имаме 45 минутен концерт. Ќе има гимназијалци од гимназискиот бенд што ќе свират музика, се со цел да се соберат средства парични, како и во Црвен крст да се собере флаширана вода. И тука сме од сега, од 10 часот до 6 вечер, така да кој што сака може да донира. Помош за настраданите од поплавите денеска се собираше во општина Кривогаштани, која уште вчера испрати своји екипи во Скопје. Во текот на вчерашниот ден во комуникација со представници од владата и од град Скопје, ние како општина веднаш испративме тим од составен од јавното комунално претпријатие од територијалната противпожарна единица со цел справување и исцрпување на водата од домовите на загрозените населени места и во таа насока испративме неколку пумпи и една цистерна. Па ние сме од населено место Обршани, донираме за населението во Скопје што е поплавено и да покажеме на хуманост, како и тие што покажа кога беа поплавите кај нас во општина Кривогаштани. Како прво едно сочувство до загинатите наши сограѓани и како хумани луѓе и ние донесовме по нешто да помогнеме еден мал придонес. Денес се собравме да изразиме длабоко сочувство до настраданите лица во Скопската област и направивме напори да собериме средства за хигиена, вода за пиење, се што е најопходно. И од општина Прилеп и од општина Кривогаштани велат дека пунктовите за донација ќе бидат отворени секој ден, се додека има потреба за собирање на помош.